Пријатели, добро дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашање и одговори. Ќе дадеме веднаш време за прашањата и за одговорите, кои што најчесто луѓето ги поставуваат и на социјалните мрежи, користејќи го хаштагот Аски Јосиф, или пак на социјалните мрежи Инстаграм и Фејсбук во приватна порака. И она што е можност за секого од вас е тоа да го направи и телефонски, дали во живо, дали подоцна да се јави и можеби да го постави прашањето, а да го одговориме ова или следната среда. И долна црта Христина, зошто некои луѓе може да го поминат нормално со само еден оброк денот, а некои мора да ги имаат барем трите главни оброци, во спротивно чувствуваат малаксаност и главоболка. Христина, неквалитетниот начин на исхрана мора да си ја земе цената. Она што гледаш можеби луѓе кои што се хранат неквалитетно, но ништо не им се фаќа или ништо не им се познава, не треба да ти биде репер за твојата среќа или несреќа. Напротив, секој телото и природата на телото вели дека во текот на денот мора да ги задоволиш нутритивните, енергетските и калориските потреби. Она што можеби повеќето од луѓето го прават преку еден оброк или 3 оброци или 4 или 5 оброци, тоа е веќе избор на тоа каков е мојот биоритам и моето секојдневие. Затоа не се секирай што другите прават, гледај што тебе најмногу ти одговара. Она што е мој совет и моја препорака и јас го правам е дека во денот имам 3 главни оброци, 2 до 3 ужинки и тоа е мојот начин на задоволување на телото. Ако најдеш некој подобар, тоа е веќе твој избор.